Добро вечер. Регулаторната комисија за енергетика го одби барањето на Балкан Енерджи Груп за продолжување на периодот за грејење за дополнителни 2 часа, бидејќи со тоа сметките на корисниците би се зголемиле за 9%. Според регулаторите, компанијата, ако има вишок топлина, која ја добива од производството на струја на комбинираната гасна електрана ТЕТО, ќе може да им ја испорачува на граѓаните и ноќе, но без да бара надоместок за тоа. По ова останува Балкан Енерджи Груп да одлучи дали ќе продолжи дополнително да загрева делови од градот или ќе грее како досега до 21 часот. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Погледнете во продолжение што подготвивме за денеска. Започна со изградба нов клинички центар. Првиот жител на општина Газибаба во 2014 е женско. Пуштена во употреба нова 110 киловолтна разводна трафостаница. Се забранува рекламирање на лажните карактеристики на прехранбените производи. Пораст на трошоците за живот во 2013. Денеска беше означен почетокот на градежните активности за изградба на новиот клинички центар пред старата зграда на клиниката за гинекологија и акушерство Скопје. Објектот ќе биде изграден на местото на старата зграда на Универзитетската клиника за гинекологија, каде што во тек е незиното уривање кое е предвидено да трае 3 месеци. Објектот од едната страна ќе се спојува со постојната зграда на хирургиите, од другата страна ќе се спојува со клиниката за гинекологија, а од задната страна со клиниката за онкологија. Во објектот ќе бидат сместени сите клиники, освен клиниката за инфективни болести, која ќе биде посебно и сместена во сопствена зграда. Клиниката за детски болести, кон која ќе се спои клиниката за детска хирургија, која од постојната зграда ќе премине таму, и стоматологија и максилофацијална хирургија ќе си останат во постојниот објект. Сите други клиники ќе бидат во новиот комплекс и ќе бидат сместени во еден поврзан објект. Некои од објектите нема да се уриваат и ќе продолжат да се користат за други намени. Тендерот за градба на клиничкиот центар е веќе објавен. Тендерот го објавува Банката на Советот на Европа. Тендерот ќе трае до 8 април за доставување на интерес, за пројавување на интерес од страна на компанија, односно во 2 фази е објавен. Значи првата фаза ќе заврши таму некаде на 8 април, потоа следи фаза на евалуација, која што согласно процедурите на банката трае 4 недели, пошто се објавува втората фаза на доставување на финансиски понуди, која што би траела некаде до крајот на мај. Пошто се очекува склучување на договор и отпочнување на изградбата на испочнување на градежните работи за изградба на новата зграда. Ова се роковите кои што се веќе поставени и ова е вака еден од посложените тендери кои што сме го имале, веројатно најсложен тендер кој што сме објавен во Министерството за здравство, но еден од посложените и генерално во државата. Предвидено е да има изградено минимум 3 болници, да има минимум 1700 вработени, вкупно целиот конзорциум, а македонските фирми ќе можат да учествуваат и во овој дел, значи тоа го анализиравме. Македонски фирми можат да бидат и носители на конзорциум, меѓутоа можат и да учествуваат во конзорциум затоа што издействувавме во банката да има еден услов, а тоа е да нашите фирми можат да исполнуваат 10% од условите кои што треба да се исполнуваат на тендерот за да бидат дел од конзорциумот. Целиот проект ќе чини околу 70 милиони евра со реконструкцијата на постојната зграда за хирургија, а парите се обезбедени од Банката на Советот на Европа. Покрај изградбата на новиот клинички блок, планирано е и реновирање на објектот на хируршките клиники со адаптирање на хоспиталниот дел со болнички соби со сопствени санитарни јазли, адаптирање на испразнетите простори со преселувањето на ургентниот центар во новиот блок, хоспиталниот оддел на клиниките на травматологија, ортопедија и неврохирургија во новиот објект и целата клиника за детска хирургија во објектот на детската клиника и адаптирање на ослободениот простор за потребите на кабинетски простор за лекарите и комплетно реновирање на целиот објект. Изградбата на новиот клинички центар се очекува да трае 3 години. Градбата на новиот почнува денес со тоа што мора се острани стариот објект, чие што отстранување ќе биде чекор по чекор за да не се нарушат
добрите услови за работа на околните објекти, кои што се дел од овој комплекс клиники Мајка Тереза. И ќе трае околу 3 месеци, значи чекор по чекор, многу внимателно по сите безбедносни стандарди ќе се острани сегашниот објект, на чие што место веднаш потоа ќе почне градбата на новиот објект, во кој што владата инвестира околу 70 милиони евра и чие што градба ќе биде околу 3 години, на кои што ќе се сместат безмалку сите клиники од комплексот клиники Мајка Тереза, освен инфективната клиника, која што намерно е оставена да биде малку понастрана, и ќе биде споен заедно со хирургија. Триката ќе бидат слепени на хирургија ќе бидат слепени со овој нов објект, а исто така ќе биде поврзан со топоопремени со клиниката за гинекологија, која што е веднаш до овој објект. Така што се работи за еден мощен модерен центар, кој што внимателно чија што фаза на проекција е многу внимателна и со многу експерти кои што имаат искуство во вакви објекти во други држави, развиени држави во светот. Тоа беше и услов во самиот тендер за проектирање, да мора компаниите што ќе се јават да имаат архитекти кои што веќе имали искуство во градба на вакви објекти во други држави од ОЕЦД, значи од најразвиените држави. Бебето Јана од семејството Смилевски е првото новородено бебе во 2014 година од територијата на општина Газибаба. Градоначалникот Тони Трајковски заедно со директорката Марија Хаджилега денеска беа во посета на родилката на клиниката за гинекологија и акушерство и им подарија пригодни подароци и 20.000 денари. Томислав Атанасовски. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски и директорката на клиниката за гинекологија и акушерство при Универзитетскиот клинички центар доктор Марија Хаджилега денеска ги посетија мајката и првото родено бебе од подрачјето на општина Газибаба. Градоначалникот на мајката и на семејството им посека многу успешна, среќна и весела 2014 година, а на бебето многу здравје, голема да расте и да има убаво и безгрижно детство. Денеска го посетивме првото новородено бебе, жител на општина Газибаба. Тоа е бебето Јана од семејството Смилевски од населбата Ченто. Општина Газибаба секоја година за првото новородено бебе доделува парична помош од 20.000 денари. Јас сакам да ја посекам на Јана да има многу здравје, да има безгрижно и весело детство. На семејството Смилевски, за кој што ова е прво бебенце во фамилијата, им посекам многу весели, радосни моменти во 2014 година и да им посекам во иднина се повеќе да им се зголеми бројот на бебиња, значи сега им е прво, понатака второ, трето и така натака. Со самиот факт што првото новородено бебе е девојче, тоа е добар показател дека ќе имаме плодна 2014 година на полето на реализацијата на проектите. Значи, користам оваа прилика да и го честитам новороденчето на фамилијата Смилевски. Всушност, тоа е трето новородено во тек на новогодишната ног на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, а истовремено новороденото е прво жител на општината Газибаба. Така да користам оваа прилика да му се заблагодарам на градоначалникот на општина Газибаба за овој убав гест. Значи, постојано обрнува внимание на новороденчињата од општината Газибаба, а исто така користам оваа прилика на сите жители на Република Македонија да им честитам новата година, да им пожелам многу успех, здравје и берекет во истата. Првиот жител на општината го донесе на свет мајката Моника Стојановска Смилевска на 1 јануари 2014 година во 03 часот и 45 минути по полноќ и се вика Јана, жител на населеното место Ченто и е прво дете во семејството Смилевски. Тој истакна дека ова е убав пример и мотив за останалите семејства во општината за зголемување на наталитетот и на членовите на своите семејства. Градоначалникот на среќна за мајка Моника и на малата Јана им подари 20.000 денари, играчка за бебето и цвеќе за мајката и најави дека и во иднина ќе му дава поддршка на семејството Смилевски. Во општина Петровец вчера се пушти во употреба нова 110 киловолтна разводна трафостаница, која што ќе го обезбеди снабдувањето со електрична енергија во 4 општини од овој дел на Скопскиот регион. Од денеска жителите на Петровец го немаат повеќе горливиот проблем, кој им го отежнуваше нормалното функционирање и живење.
Македонскиот електропреносен систем оператор АД МЕПСО вчера стави под напон 110 киловолтна разводна постројка, преку која постоечката трансформаторска станица Петровец, која се наоѓа во оваа општина, директно се поврза на националниот електроенергетски систем со кој управува ова акционерско друштво. Со оваа инвестиција, во која се вложени над 1 милион евра, значително ќе се подобри доверливоста на електроенергетскиот систем, напонските прилики и снабдувањето со електрична енергија во 4 општини во овој дел на Скопскиот регион. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски истакна дека ставањето во функција на новата разводна постројка ќе значи решавање на еден голем проблем кој го имаа жителите од овој регион. Најголемиот проблем што го тешти населеното место Петровец, односно општина Петровец, тоа е слабата струја. Ќе добиеме нормален напон. Работата е завршена. Во сите изминати години, бројот на жители на Петровец се зголемуваше. Се зголемуваа и бројот на домакинствата и приклучоци за струја, со што постојано ослабуваше мрежата и доводот на струја. Во изминатите неколку години, во делот на инвестиции во електроенергетската мрежа, беа спроведени поголем број проекти, а воедно оваа и наредните години треба да се реализираат повеќе проекти чија вредност изнесува преку 65 милиони евра. Директорот на АД МЕПСО Синиша Спасов истакна дека во изминатите 6 месеци максимално посветено се работело на подигање и изградба на енергетската инфраструктура, со која трансформаторската станица во Петровец беше приклучена преносната мрежа. Изградивме и ставивме во функција енергетска инвестиција која регионално гледано е многу важна, рече Спасов. Потенцира дека за жителите на Петровец ова значи стабилизирање на напонските прилики, доверливо снабдување со електрична енергија и просперитет и создавање услови за економски раст и развој. За инвеститорите во деловната зона Чојлија ова значи отворена покана за добра сделка, рече директорот на МЕПСО. Инвестицијата во опрема за потребите на разводната постројка е над 455.000 евра и таа е набавена од светски реномираниот производител Siemens Германија како дел од заеднички проект за изградбата на трансформацијската станица Петровец. Од вчера стартуваше законот според кој сите производители и увозници на храна ќе мора да располагаат со научна студија за своите производи доколку ги рекламираат како здрави или хранливи. Оваа обврска ја наметнува правилникот за нутритивни и здравствени тврдења во комерцијални цели при означување донесен во мај годинава согласно европската легислатива. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, за околу 80% од производите рекламирани по медиумите не се точни тврдењата дека имаат поголема нутритивна вредност, повеќе калциум, железо, магнезиум, растителни влакна, помалку шеќер или калории. Потрошувачите се постојано изложени на ваков тип манипулации, со цел нивно спречување сите компании, производители и увозници на храна, доколку сакаат да нагласат посебни карактеристики на својот производ, збогатен со витамини или минерали, диететски со растителни влакна, ќе мора научно да го докажат таквото тврдење и да добијат одобрение за него од надлежна комисија, велат од агенцијата. На амбалажата не смее да има лажни, двосмислени тврдења, кои сугерираат дека производот има нешто повеќе витамини, минерали или влакна, само за да ги привлечат купувачите и подобро да се продаде. Ако во некој производ вообичаено има витамин С, тој не смее да се истакнува како подобар во однос на другите, кои исто така го содржат и со тоа да се атакува врз потрошувачот. Од друга страна, има производи кои се дефинираат како храна со посебни нутритивни својства, зашто во нив навистина се додадени одредени дополнителни материи, но тоа мора научно да се потврди, посочуваат од агенцијата. Во пакувањата обврзно ќе има и соодветни упатства, што ќе оневозможат какви било погрешни насочувања на потрошувачите, дека производот располага со некакви својства, лековити или диетални, доколку тоа не е точно.
Агенцијата за храна најавува и засилено мониторирање на производите. Секоја отстапка на компаниите од обврската ќе се третира според Законот за безбедност на храна, кој предвидува забрана за пуштање во промет, повлекување од пазарот, едукација и глоби од 5000 евра за операторот, плюс 2000 евра за одговорното лице. Бизнес секторот го поздравува ваквиот чекор, сметајќи дека ќе обезбеди фер и лојална конкуренција. Цените на мало во 2013 година во однос на претходната 2012 пораснале за 1,3%, а трошоците на живот за 2,8%. Цените на мало во декември 2013 година во однос на претходниот месец пораснале за 0,4%, а трошоците за живот за 0,3%, додека во споредба со декември 2012 година растот на цените на мало изнесува 0,7%, а ке трошоците на животот 1,4%. Според податоците на Државниот завод за статистика, пораст на цените на мало во 2013 година е забележан во групите земјоделски производи за 6,4%, индустријско-прехранбени производи и пијалаци за 2,7%, непрехранбени индустријски производи за 0,8% и услуги за 0,4%. Пораст на трошоците на животот има во групите облека и обувки за 6,9%, хигиена и здравје за 4,7%, ресторани и хотели 3,9%, исхрана за 3,6%, тутун и пијалоци за 3%, покукнина за 1,5%, огрев и осветление за 1%, култура и разонода 0,9%, останати услуги неспоменати на друго место повисоки за 0,7%, и станарина, вода и услуги за 0,6%. Намалување има само во групата сообраќајни средства и услуги за 0,8%. Порастот на трошоците на животот во декември 2013 година во однос на претходниот месец пак е резултат на порастот на цените кај зеленчукот за 7,6%, преработките од млеко за 0,4%, свежото и кисело млеко за 0,3% и преработениот зеленчук за 0,2%. Пораст е забележан и кај туристичките аранжмани за 3%, течните горива и гасот за домакинствата за 2,7%, нафтените деривати за 1,3%, производите за лична хигиена за 0,5%, обувките 0,3% и деловите за сообраќајни средства за 0,2%. Намалување на трошоците на животот во декември 2013 година во споредба со претходниот месец е забележано кај овошјето за 4,3%, алкохолните пијалоци за 0,7% и рибата за 0,5%. Намалување има и кај услугите за сместување за 5,7%, авионскиот превоз на патници за 5,4%, електричните апарати за домакинство за 0,3% и пијалаците во рестораните и хотелите за 0,2%. Лионел Меси го најави своето враќање на 11 јануари на дербито со Атлетико. Вечерва стартува топ 16 фазата во кошаркарската Евролига. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.